По 35-та епизода на Шорткат ќе гледате. Штрајкот на наставниците нема да ја промени содржината на матурските испити. Чистењето на опасните контаминирани подрачја ќе трае со години и ќе чини десетици милиони евра. Отворен младинскиот центар Млади хаб во Битола. Здраво на сите, добродојавте во Шорткат. Јас сум Ангела и ќе ви ги представам најважните вести од изминатата недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Ќе го полагаат ли навреме матурантите оваа година испитот на зрелост? Прашањето за државната матура се актуализира како што се приближува крајот на учебната година. Испитите се веќе закажани, тестовите се испечатени, но бидејќи материјалот не им е предаден целосно на учениците, прашање е како ќе им се проверува знаењето на теми кои не ги учеле. Директорката на Државниот испитен центар Елизабета Наумовска вели дека испитот ќе се одржи на време, а прашањата нема да се менуваат. Нема простор за грижа, бидејќи ако, например, по предметот математика има задача од материјалот кој не го учеле, ќе се даде предлог таа задача да не се бодира и тоа нема да влијае во вкупниот број на поени, вели директорката. На 4 јуни се полага мајчин јазик, а на 13 англиски јазик и математика. Инаку синдикатот на наставниците го стави штрајкот во мирување. Основните и средните училишта, како и градинките, продолжија со нормална настава. Но факт е дека се пропуштени речиси 3 недели од наставниот план, што влијае на намалени знаења на учениците. Се префрламе на високото образование. Универзитетот Свети Кирил и Методи е меѓу последните во светот на листата на 2000 најдобри универзитети. УКИМ годинава се најде на 1964-то место на оваа листа, со пат од 20 места во споредба со лани. За само 3 години УКИМ паднал за 148 места на оваа светска ранг листа. Сепак, УКИМ се уште е единствениот македонски универзитет на листата на Центарот за рангирање на светски универзитети. Останатите универзитети од земјава воопшто не се рангирани. Трите најдобро рангирани универзитети во светот се Харвард, МИД и Стенфорд, сите од САД. Инаку оваа листа пред еден месец во македонската јавност од страна на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ беше лажно представена како Шангајска листа. УКИМ воопшто не е рангиран на Шангајската листа. Главната тема за оваа недела во Шорткат ни е чистењето на контаминираните подрачја во земјава. Арсенот во Лојан и Табановце, троската во Велешката топилница, линданот во Охис и 6-валентниот хром во Јагуновце се само дел од чешките еколошки точки. Затоа колку чини нивното чистење и кои иновативни идеи можат да бидат применети за да се отстрани опасноста од нив, повеќе може да дознаете во следниот прилог. Десетици милиони евра ќе бидат неопходни за чистење на откриените контаминирани подрачја со опасни материи низ земјава. Досегашните искуства покажуваат дека со години се развлекува чистењето на арсенот во Лојане, 6-валентниот хром во Јагуновце, јаловиштата на дел од поранешните и сегашни рудници, но и другите жешки еколошки точки. Единствен успех има кај чистењето на малата депонија на Линдан во Охис и троската во Велешката топилница. Но и таму ќе бидат потребни уште многу средства и време за целосно да се расчисти теренот. Државата досега се обидуваше да ги разреши контаминираните подрачја преку изнаоѓање концесионери за експлоатација на опасните материи или пронаоѓање на грантови и кредити од странство за нивното расчистување. Давор Пехчевски од Екосвест појаснува дека постои уште еден иновативен начин кој што може да се примени во земјава. Една од работите што е можеби добра идеја е да се комбинира деконтаминација на овие контаминирани подрачја со енергетската трансформација. Многу од овие локации се наоѓаат на место каде што не може да се искористат за ништо друго, освен за можеби градежни активности, а ваквите активности како поставување на фотоволтаични панели или евентуално ветерници доколку одговара локацијата, може да придонесат не само да се деконтаминира, односно да се изврши ремедиација на подрачјето, него и да има некаква економска активност во таа локација, која што ќе донесе придобивки за локалното население и за генерално за економијата на земјата. Ова исто така значи дека ремедиација на контаминирани подрачја нема да биде само трошок за државата, меѓутоа во иднина ќе донесе одредени приходи и ќе ја помогне и ќе забрза енергетската трансформација. Тој додава дека под поимот контаминирани подрачја не спаѓаат единствено жешките еколошки точки, туку и нестандардните општински депонии и ѓубриштата низ земјава,
кои непрекинато ги загадуваат почвата, водата и воздухот. Инаку, Собранието пролетва ги усвои измените и дополнувањата на Законот за животна средина, со кои се определуваат точни критериуми по кои едно подрачје може да се идентификува за контаминирано. Следна за изработка е методологијата за идентификување на одредено подрачје за контаминирано, пошто владата ќе може и официјално да ги прогласи, а Министерството за животна средина да ги подготви плановите за управување со контаминирани подрачја. Давор Пехчевски од Екосвест порачува дека процедурите што ќе следат треба да се одвиваат побрзо од она што се случуваше досега, за да се избегне случајот со линданот во Охис, каде деконтаминацијата на локациите се влечка со децении. Минатата недела во Битола се отвори младинскиот центар Млади Хаб. Центарот е предвидено да биде простор за вмрежување и бесплатно организирање на активности на младите во регионот. На отварањето, младите се запознаа со представници од различни компании и организации и разговараа за можностите и отворените позиции кои ги имаат во моментот. Младинскиот центар се отвори во рамки на проектот Млади Хаб, градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на младите, финансиран од Британската амбасада во Скопје и спроведуван од Националниот младински совет на Македонија во соработка со Seed Hub Скопје. Британската амбасада ги поддржува локалните организации во отворањето на повеќе можности за младите, поддржувајќи ги и нивните вештини и можности за стекнување практично искуство. Целта на оваа поддршка е да се вгради систем кој им обезбедува на младите вештини и компетенции кои ќе им помогнат да најдат вработување и да постигнат сопствена економска независност, посочи Рейчел Галове, амбасадорка на Обединетото кралство во земјава. Инаку, канцеларијата на Млади Хаб во Скопје функционира повеќе од 2 години и секојдневно се користи од страна на млади како простор за организирање на состаноци, средби, работилници и настани. Неодамна беше отворена и првата регионална канцеларија во Штип. Откако ги зголеми стипендиите само за дел од студентите, Министерството за образование се соочи со лавина реакции и онлайн петиција, како и пријави за дискриминација. Со објавувањето на конкурсите во септември минатата година стана јасно дека зголемените стипендии нема да важат за сите студенти и ученици, односно дека покачени стипендии ќе добиваат само оние кои аплицирале на новите конкурси. Студентите и учениците кои го оствариле правото на стипендија во некои од претходните години продолжија да ги земаат истите суми. Еден студент и еден ученик во средно поднеле пријави до Комисијата за заштита на дискриминација, која одлучи дека во случајот постои дискриминација. Во мислењето на комисијата се наведува дека станува збор за нееднаков третман меѓу новите стипендисти и стипендистите кои веќе се корисници на стипендии од МОН, што е спротивно на одредбите од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Иако од комисијата му препорачале на Министерството да исправи грешката, оттаму одговориле дека не можат да постапат по препораката. Од МОН посочиле дека е неоснована и финансиски неодржлива, односно ќе чини повеќе од 100 милиони денари, односно 1,6 милиони евра. Сега се чека на мислењето на владата, пошто комисијата може да поведе судска постапка против Министерството. Инаку колку за информација, покачените студентски стипендии изнесуваат околу 100 евра месечно, а претходно вредеа 50 евра месечно. Покачените стипендии на средношколците пак изнесуваат 3500 денари, а претходно двише од 2000 до 2970 денари. За крајот на денешната емисија ве информираме дека студентите од катедрата на Институтот за етнологија и антропологија го отворија етноклубот во Природно-математичкиот факултет. Клубот се наоѓа во паркот пред долната зграда на ПМФ, во близина на ботаничката градина, помеѓу Зеленило и Верверички, а замислен е како место за дружба, работилници и предавања за сите студенти кои сакаат да се дружат и да споделуваат искуства со етнолозите. Ви благодариме многу што останавте со нас до крај на оваа епизода на Шорткат. Покрај на Инстаграм однеодамна можете да не заследите и на ТикТок. Отворени сме за сите ваши предлози или коментари. Се гледаме следната недела во исто време. Поздрав!